Добро ни дојде, еве повторно пред известно време беше наш гостин, но еве повторно си со нас по студиото. Овој пат имаме и повод, нели, нешто да представиме на нашите гледачи, да објавиме, нели, за одредена манифестација. Но пред да поразговараме за тоа, Канго, еве ти тогаш ни најави дека ќе излезе твојата книга, Канго, значи рок пророк. Да. Па пред да одговорам на прашањето, ги поздравувам гледачите на Иселенички џубок, сите наши во светот и сите граѓани во светот. Имам една маленкост, малку сум мегаломан и кога зборувам, чувствувам дека цел свет е мој, не баре Александар рече внучко, остана она ја што него направив ти да го завршиш, а тоа е иднината на нашите млади генерации. Што се однесува до книгата, таа излезе пред 2 месеци отприлика и ја промовиравме во Белград, во Крагуевац, уште во 2 града. Еве, ако може да... Може би пак Севишниот е крив за тоа. Јас во себе длабоко верувам дека правам некаква мисија која не можам ни самиот да ја објаснам. Може би некој психолог или психоаналитичар тоа кој ќе го гледа преку екраните може да ми соопшти што се случува. Дали тоа некој филм, science fiction или како што велат нашите судбина. Значи, 40 години работев рок-н-рол и мислев дека тоа е убава работа, човекот бар до пензија да го работи. И сега моите колеги во светот слават 50 години рок-н-рол, тоа се Rolling Stones, а јас, како што велат моите колеги, ти стана легенда, вика овде кај нас. Се наведам дека Кангово ќе го преведеш и на македонски, затоа што нели оваа книга е на српски, авторот е на Мирко Јаковљевиќ, тој е познат автор кој што напишал вакви исти книги за Риба Чорба, за Бајага, за инструктори, за многу нели рок легенди. За Смак група. Еве ова му е 5-та книга. Во меѓувреме се преведува на македонски и на англиски. Ќе ја направиме во тираж од 1000 броја. Веќе имам и спонзор, тоа е еден мој стар пријател од Кочани, тоа е печатница Европа 92. Ама книгата само по себе ништо не значи ако не стигне до нашиот гледач, до нашите млади. Дали сум јас пророк или може би само проповедник на рок-н-ролот, често пати велам јас и не знам да свирам, не знам ни да пеам, ама знам да ви ја предскажам иднината. Чеда на Македонија, ако може да го кажам словото. Ајде слушнете Чеда на Македонија и почујте каде и да сте по светот народ изгонет мој. И дојдете во ветената земја, ветена од предците да кренеме храм на реликвиите за вечност, зашто е заден час. Па да кренеме светилиште на народот наш, библиски, опеан од поетите древни и славен во сиот свет како народ на сонцето, деца пород од боговите со херојски дела и ден денес уште не надминати. Па да кренеме олтар на жртвите возвишени, обелиск на хероите и вечен дом за незнаените, за Пирин, за Вардар, за Егеј син, за славата на Пела да нема граници и терор на твоите настрадани чеда. И на прадедови срушени огништа сложно да вивне глас. Да потече од срца песната за братската љубов и да е светол споменот ко сонцето, за Пердика, за Филип, за Александар, за Самуил, за Сандански, за Гоце, за Ченто, за сите вас. Амен. Канго, ова на некој начин химна ја имаме и на новој флаер. Значи, тоа е на некој начин покана за оној храм кој што се наоѓа во Кочани, Мактеон. Светилиште, да. Се одржуваат веќе 12 години поред во Кочани овие средби и главната цел беше на некој начин да ги представи содржините, гостите и сите оние работи што ќе се случуваат нели во овие денови, односно поточно нели на 5 меѓу 4 и 6 мај. 4 и 6 мај. Зашто се работи по-конкретно? Па ова е една во модерна смисла, како што велат фьюжн. Сега е во употреба, што значи фузија на вредности. А ние македонците може би сме и корен на вредностите. Така осмислувајќи, ако може да има пантеон, храм на сите богови во Рим, па викам зошто ние македонците да нема храм на сите македонци во светот. Ако имаме мајка Македонија, ако имавме и прадедо Македон, така настана Мактеонот. Сега ова е света година, 12-та јубилејна, во која ти си човек кој што секогаш се враќаш кон корените и на тој на некој начин да ги пренесеш на младите генерации. Па инаку како ќе оправдам насловот од мојот драг колега, авторот Мирко, што рече Канго, па ти си пророк, вика, нема друг. И јас ја пратам, викам, музиката во цел свет. Чак најголемите колеги, твои гитаристи, не се подобри од тебе, само ти не знаеш. Не, брат, викам, јас знам, него нашите македонци не знаат. Ние не сме мал народ, ние сме најголем. Барем од овде до Камчатка се тоа наши чеда. А што се однесува за Мактеонот, ние го славиме во 3 дена, меѓу 4 и 6 мај.
4. мај го земавме затоа што е тоа помен ден на нашиот голем јунак Гоце Делчев, кој викаше: сметам дека во светот треба културно да се надпреваруваме. А јас само тоа и го правам. Потоа имаше едно друго чедо на Македонија, а сега велат дека е најголем син на светот. Зашто Александар Македонски не сакаше да го пороби, него сакаше да го освои, да го осознае, да го обедини, за сите да бидат срекни во една голема космополитска заедница. А и името Космос и полесе од македонски збор. Така да научив после, консултирајќи ги многу мои пријатели македонисти кои се бават со корените на таквите древни вредности, дека и нема друг кој ќе го обедини светот. Зашто и Синот Божи пророчи дека оној што ќе понуди најмногу љубов и свест, тој ќе ги обедини сите луѓе, зашто сите се чеда Божи. И кога небесното царство ќе се симне на земјата, тогаш сите ќе бидат срекни. А да те прашам, Орце, зар не е небесното царство овде на земјата? Зар не гледаш колку сум среќен јас? Да. Јас им нудам само љубов, чеда на Македонија. Да. Како да кажеме нешто околу содржините, значи ќе имаме спортски, културни, фолклорни манифестации. Така. Тоа е мултимедијална манифестација, реков фузија во која ги внесуваме елементите на нашата традиција околу фолклорот, потоа миниатурни спортски игри, зашто Олимписките игри потекнуваат од планината Олимп, во кој во чест на боговите го правеле тоа чедата на Македонија. Ке имаме гаѓање со лаки стрела, па фрлање на камен, троскоп, скок. Така, потоа ќе играме елементите на овие фолклорни групи. Овде програмата е многу опширна, а ќе треба многу да зборувам, а јас ќе бидам краток. Значи, ќе имаме фолклор, ора, песни, игри, танци, ќе имаме монодрами, елементи на реторско кажување за нашите пронаоѓања од познати автори, познати писатели, актери, од научници, археолози, етимолози, генетичари, дури и нашиот Жан Митрев, кој ни беше кум пред 3-4 години, рече: Канго, ќе дојдам на светилиштето, вика Мактеон, зашто јас во Штип наскоро ќе го отварам, вика, најголемиот храм, храмот на сонцето. Ете, ние чедата на Македонија од Брегалничкиот регион правиме фузија на такви работи и да не заборавам, ние првиот ден во петок имаме рок хепенинг и го именувавме Орфејски мистерии. Има некаква сличност меѓу мистеријата и манастирите. Значи, во древно време нашите предци пред христијанството се собирале во чест на некаква мистерија посветена на некој божествен лик. А за Орфеј играле, пееле. Така да Филип ја заљубил прекрасната Олимпија точно на Орфејски игри во едно светилиште на еден манастир. А сега ние ги носиме корените и нашите чеда на рок-н-ролот треба да знаат дека првиот рокер на сите на времења не бев јас, него правнукот сум јас, а мојот предок Орфеј беше тоа. Како, значи, ова е убава можност да ги поканиме сите оние, не само нели во Кочани, или насекаде во Македонија, да победат овие денови и во светот, да победат овие денови, да уживаат во овие содржини. И на крајот ќе кажам, најново е што направив 2-3 елабората, еден од нив ќе оди сега пред нашето градоначалство и треба советот оваа манифестација после 12 години да ја усвои во протоколот на градските прослави. А исто така, по совет на моите пријатели, ќе доставиме до Министерство за култура за да влезе во прославите на држава Република Македонија, зашто ова треба да биде најголем прослава и најголемо славење на се што е македонско, ама од памтивек, сега и за век, чеда на Македонија. Ако ме разбравте, благодарам. Се надевам дека ќе биде прифатено и дека ќе влезе во таа програма. Канго, благодарам уште еднаш, многу успех и успешна организација. Се најбо се гледаме во друга прилика. Да честуваме. А ние продолжуваме емисијата со музичка номер.